Следите вести на Слободна ТВ. Добар ден. Северна Македонија утре во Брисел ќе ја одржи првата меѓувладина конференција со Европската Унија, на која премиерот Димитар Ковачевски ќе има воведна изјава на македонски јазик. Веднаш потоа почнува скринингот кој ќе трае година и половина, а по завршување на тој процес предвидена е следна меѓувладина конференција со која ќе се комплетира фазата на отворање на преговорите за членство, а нејзиното одржување е условено со измените во Уставот. Во Софија вчера беше потпишан и билатералниот протокол меѓу Северна Македонија и Бугарија, а претходно состанок одржаа меѓувладините комисии на кои присуствуваа министрите за надворешни работи Бујар Османи и Теодора Генчовска. Министерот за надворешни работи Бујар Османи рече дека ова за нас е историска можност што после 17 години кандидатски статус Република Северна Македонија добива можност да ги почне преговорите со Европската Унија. Имавме три важни прашања за нас. Јазикот, историските прашања да не бидат одредница за отворање и затворање на поглавјата и да почнат преговорите сега. Трите ги добивме. Република Бугарија доби условување на втората меѓувладина конференција со уставни измени. Тоа е компромисот, информираше министерот за надворешни работи Бујар Османи на пресконференција на која го презентираше протоколот што беше потпишан со Софија. Рече дека со целата морална и политичка одговорност тврди дека македонскиот јазик останува чист, без фустноти и додавки. За билатералните односи, ние го имаме затворено прашањето со Република Бугарија. Тоа е јазичната клаузула од 1999 година и 2017 година. Македонскиот јазик согласно Уставот, бугарскиот јазик согласно Уставот, затоа што тоа е решено прашање. Ние никогаш во овие преговори не сме се обидувале да смениме став на Република Бугарија, туку како да спречиме тој став да стане европски. И таа битка ја добивме затоа што во Европската Унија сега и во иднина јазикот ќе биде чист без никакви квалификации, нагласи Османи. Договорот кој во Софија го потпишаа двајцата министри за надворешни работи Бујар Османи и Теодора Генчовска, воедно е записник од втората седница на мешовитата македонско-бугарска комисија и се смета како отворање на патот на пристапните преговори за членство во Европската Унија. По завршување на официјалниот дел на пресконференција, Генчовска појасни дека вистинските преговори за членство во Европската Унија Македонија ќе ги отпочне дури по внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Генчовска ги појасни и бугарските позиции во однос на јазикот. Вели ќе нема отстапки, бидејќи официјална Софија не го признава постоењето на македонски јазик. Го поздравувам билатералниот протокол потпишан меѓу Бугарија и Северна Македонија, напиша на Твитер еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Според него, ова создава услови чешкото претседателство со Советот да ја свика првата меѓувладина конференција со Северна Македонија и Албанија со цел да ги започне преговорите за членство во Европската Унија. Европа оди напред, заклучува Вархеј во својот пост. Предлогот на Европската Унија беше прифатен во Собранието на Република Северна Македонија, билатералниот протокол беше потпишан во нашето Министерство за надворешни работи. Бугарскиот интерес е заштитен. Ова е успех и за двете дипломатии, изјави за БНТ Илкан Кјучук, европратеник, постојан известувач на Европскиот парламент за Република Северна Македонија и копредседавач на АЛДЕ. Не треба да бараме кој е победник или кој е губитник во овој долг разговор, нагласи тој. Според Кјучук, договорот од 2017 година бил успешен по тоа што поставил одредени проблеми, но и дал можност да се започне сложениот разговор за минатото, кој исто така поминува низ разговорот за иднината. ВМРО ДПМН ќе собира 150.000 потписи за референдумско изјаснување на граѓаните со цел спречување на асимилацијата и бугаризацијата на македонскиот народ и држава, се вели во партиското соопштение на опозицијската ВМРО ДПМН. Македонската јавност по потпишувањето на протоколот помеѓу Македонија и Бугарија конечно имаше можност да ги види предаствата на Ковачевски, Османи и Маричиќ. Граѓаните имаат право да го дадат своето мислење, а со тоа да го искажат својот став во однос на овој дипломатски нокаут од страна на оваа власт предводена од Ковачевски. Граѓаните ќе окажат својот став во однос дали ги поддржуваат оваа рамка и протокол кои значат менување на историјата, учебници, култура
култура и идентитет на државата и македонскиот народ. Референдумското гласање од страна на граѓаните не значи повлекување на блокадата на ВМРО ДПМН и пратениците од коалицијата на уставните измени, туку напротив и покрај блокадата на уставните измени, граѓаните ќе имаат можност да го кажат своето мислење дали се за или против ова предавство, велат од ВМРО ДПМН. Владеачката СДСМ вели сите лаги, деструкции и крвави сценарија на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски паднале во вода. Во реакција по неговото интервју на телевизија Сител, велат досега немало политичар кој вака лажел и бил разобличен до крај. Имаме чист македонски јазик во Европската Унија и целосно заштитен идентитет. Откако беше јавно представен протоколот, се виде се што кажа Мицкоски е лага. Протоколот ги разобличи сите невистини на ВМРО ДПМН и Мицкоски. Има реципроцитет за сите прашања. И наместо да им се извини на граѓаните за лагите, тој постојано ги повторува истите, се вели во реакцијата на СДСМ. Според партијата, државата на чело со СДСМ покажала дека е возможно да се најде решение за сите отворени прашања и оти може да се продолжи интеграцијата на Европската Унија со заштитен македонски јазик и идентитет. Вести од светот, Европската Унија нема да ги повлече санкциите воведени кон Русија поради низината агресија врз Украина, доколку Москва и Киев потпишат мировен договор под руски услови. Изјави германскиот канцелар Олаф Шолц, пренесува ТАСС, повикувајќи се на германските медиуми. Дел од новата реалност е дека Европската Унија исто така се консолидираше. Таа реагираше прилично едногласно на руската агресија и воведе досега невидени остри казнени мерки. Знаевме од самиот почеток дека веројатно ќе треба да ги применуваме овие санкции долго време, наведе Шолц во неговата статија за германскиот дневен вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, објавена во текот на вчерашниот ден. Германскиот канцелар ја нагласи јасната позиција на Брисел дека ниту една од овие санкции нема да биде повлечена во случај на мир под диктат на Русија. А Европската Унија ќе разгледа можноста за заострување на санкциите кон Русија, бидејќи Москва е обвинета дека ја искористила нуклеарната централа во Запорожје, што ја зазема за складирање оружје и лансирање проектили кон околните региони на Јужна Украина. Москва мора да продолжи да плаќа висока цена за својата агресија, изјави претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, оправдувајќи ги предложените мерки. Министрите за надворешни работи на Европската Унија анализираат за забрана за купување злато од Русија, што би било во согласност со санкциите што веќе се воведени на таа земја од членките на Г7 групата. Вршителот на должноста председател на Шри Ланка, Ранил Викремесинг, прогласи вонредна состојба во државата додека неговата администрација се обидува да ги смири социјалните немири што произлегоа од економската криза. Тоа е со цел во интерес на јавната безбедност, заштита на јавниот ред и одржување на снабдувањето и услугите од суштинско значење за животот на заедницата, се вели во соопштението. Предходната недела Викремесинг беше назначен за вршител на должноста председател од позицијата премиер, додека парламентот не избере нов шеф на државата. Тој беше назначен откако председателот Готајабе Раџапаска ја напушти земјата минатата недела поради народниот бунт предизвикан од најтешката економска криза во изминатите 7 децении. Вооружен напаѓач уби 3 лица во ресторан во трговски центар во предградие на Индианаполис во американската држава Индијана. Напаѓачот е убиен од вооружен случаен минувач, соопшти полицијата. Машкото лице синоќа со пушка влегло во трговскиот центар Гринвуд Парк и почнало да пука во ресторан, појасни шефот на полицијата на Гринвуд Џим Ајсон. Според Ајсон, 2 лица се повредени. Пребаран е целиот трговски центар, но се верува дека нападот бил ограничен само во делот на ресторани. И уште една вест пред крајот. Времето денеска ќе биде претежно сончево и топло, ќе дува слаб до умерен северен ветер кој ќе биде поинтензивен на североистокот од земјава. Максималната температура ќе биде во интервалот од 29 до 36 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Во Скопје ќе биде сончево и топло со слаб до умерен северен ветер. Максималната дневна температура ќе се искачи до 34 степен. Времето утре пак ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер од
од северен правец. Во попладневните часови во југоисточните делови од земјата ќе има услови за појава на краткотраен пороен дожд. Минималната температура ќе биде во интервалот од 10 до 22 степени, а максималната од 30 до 39 степени. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.